Денес организираме конференција заедно Дом, Биро де Хелинг и Зелениот институт под темата против рудниците, не за рудници, а да за зелена економија. Дом како зелена партија нормално природно се залага за заштита на животната средина и здравјето на луѓето и во тој контекст ние веќе изминати 3 години колку што трае целата оваа кампања за заштита на животната средина и здравјето од најавените рудници. Активно учествуваме ни за конференции, трибини, јавни расправи, дебати на медиумите и секако она што успеавме заедно со колешката Поповска да се донесе законот, односно измените и дополнување на законот за минерални суровини во собранието, така што мислам дека Дом на вистина дава голем придонес во оваа борба за заштита на животната средина од рудниците, бидејќи тие се загадувачка индустрија, околу тоа да немаме дилеми, тие придонесуваат за особено рудниците од отворен коп и за уништување на животната средина, загадување на почвата, водата и воздухот и сето тоа се разбира негативно влијае на здравјето на луѓето. Дополнително, што во југоистокот граѓаните главно се занимаваат и нивната екзистенција зависи од земјоделските дејности и од туризмот. И тоа е пораката која ние како Зелена партија сакаме да пратиме, дека сме против рудници, но нудиме алтернатива која што е здрава за граѓаните и здрава за животната средина, а тоа е зелената економија. И тоа е она кон кое треба да се стремиме како држава, затоа што тоа е начин на кој што може да направи државата економски развој и жителите да имаат нормално и економски бенефити, но и истовремено да се заштити и животната средина и здравјето на луѓето. Во Европската унија веќе одамна е прифатен и во регулативите постои терминот циркуларна економија. Што значи тоа? Тоа значи дека треба досегашниот економски модел на линеарна економија, во која што само се црпат природните ресурси од планетата и се искористуваат за потоа да се продуцираат огромни количини на отпад, со кои не можеме да се справиме на одржлив начин, треба да се замени овој модел и да се воведе моделот на циркуларна економија, а тоа значи што помало искористување на природните ресурси во економските активности и што помало продуцирање на отпад како резултат на тоа. И затоа трендот е да се рециклира и да се користат и во оваа област како што е металургијата, треба да се користат веќе експлоатираните богатства, што значи веќе има индустрии и фирми кои што се занимаваат со рециклирање и на бакар и злато, што значи од електронскиот отпад можеме да ги добиеме оние количини на метали кои што ни се потребни во индустријата. Нема потреба да се уништува животната средина на штета на здравјето и во овој случај и на екзистенцијата на луѓето од југоистокот. Што ќе се случи со Иловица ако владата даде зелено светло, сите заложби ќе препаднат у вода? Имате ли некои конкретни... Има рудници или не? Јас верувам дека нема да има, затоа што се однесува до случајот до Иловица, тие немаат одобрување за стратегијата за оценката на влијание на животната средина, така што нема такво решение за одобрување и немаат одобрение за работа затоа што немаат интегрирана еколошка дозвола која што мора да имаат за да можат да почнат со работа. Значи во Министерството за животна средина и просторно планирање информациите од таму се дека таков документ не е издаден, што значи немаат услови за да можат да почнат да работат.